колешката Елизабета го има својот гостин од комората на угостители Елизабета. Мислам дека сте поставени веќе улица Македонија, ако не се лажам. Токму така, денеска се вклучуваме од Кејот, каде што се лоцирани голем број локали. И токму тоа ќе биде и темата на денешното вклучување. Со нас денеска на линк е Здравко Јосифовски од Независната угостителска комора. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро до вас, до вашите медиуми и до сите ваши гледачи. Деновиве сте актуелни и тоа посебно по вчерашното изгласување на мерките кои што ги предложи Комисијата за заразни болести. Владата ги усвои овие мерки и конечно кажа дека сите локали ќе треба да затвараат во 18 часот, на што вие како независна угостителска комора реагирате. Најново е тоа што побаравте од владата да бидете на некој начин консултирани, да се сретнате уште еднаш со нивни представници, тоа во присуство на медиумите. Ќе бидат ли прифатени овие барања, што мислите? Значи, поред, ќе бевме многу среќни да се усвоја едно или повеќе од нашите барања и препораки за овие денови и да можеме значи со заеднички на некој си начин со почитување на препораките и протоколите да ги обележиме и да го задржиме работното време овие пред новогодишни празници. Она што се случи факт е дека вчера владата донесе, на која во текот на денот ја надополни мерката со која што покрај забраната за угостителските објекти во однос на работното време, донесе и мерка со која што се забрануваат и сите видови на собири, што сметаме дека негативно ќе влие и тоа нема да го запре масовното собирање на луѓето во угостителските објекти, што ќе резултира повторно со зголемен број на заболени. Оно што ние како угостителска комора и како угостители ќе ги респектираме сите мерки што владата ги носи по препорака на Комисија за заразни болести, без разлика колку се тие тешки и трагични за нас. Меѓутоа сметаме дека тие не се соодветно пропратени и со соодветна финансиска помош и поддршка која кога се носат овие селектирани мерки наменети за угостителите треба да биде додадена. Она што утринава доставивме до медиумите и до владата е барање за итна отворена јавна средба на која што ќе може да присуствуваат сите медиуми, да двете страни седнеме на маса и преку дебата и дискусија ги разјасниме работите што е реално и што не е реално, што треба да се случува. Значи ние не ги спориме мерките, ние дури толку ги почитуваме што сме спремни целосно да затвориме, меѓутоа треба да прифатиме дека селективниот пристап на затварање, односно скратување на работно време само за угостителски објекти кои не се пропратени со други мерки за останатите индустрии, нема да влијаат на крајната цел која е заштита на јавното здравје и смалување на бројот на заболени. Велите дека не биле прифатени ниту една од вашите предлози. Може ли да споделиме кои беа вашите предлози? Што всушност вие предложивте? Значи, сите предлози се пратени 5 до медиумите кои што се јавно објавени. Значи, основен нашен предлог беше не да се смали и да се скрати работното време, туку да се врати нормалното работно време, затоа што сметавме дека причината која на 5 октомври беше ускратена работата и музичките настапи во угостителските објекти беше проблемот кој што се појави со државниот пазарен инспекторат на така наречените врзани раци да не можат да реагираат на угостителите кои што ги прекршуваат овие протоколи, да ги затворат целосно, односно да ги казнат ригорозно. Со оглед дека во заедничката инсистирање во однос на промената на законската регулатива, во меѓувреме е дојдено до промена на законска регулатива со која што државниот пазарен инспекторат ги зголеми своите овластувања и има право на лице место да ги затвори угостителските објекти и ригорозно да ги казнува. Сметаме дека причината поради која што неколку угостителски објекти го нарушија и го оцрнија угостителскиот бизнис, дека не смеат да бидат причина за понатамошна работа на сите оние гости кои што ги почитуваат протоколи и оние угостители кои што ги применуваат и максимално ги поставуваат. Со оглед дека таа причина не постои, побаравме да се врати работното време со цел да им овозможиме нормално и достоинствено испраќање на оваа година и дочек со здравје за новата година и како угостители да покажеме пример не само во Македонија, туку и во целиот свет, дека доколку се почитуваат соодветните мерки, дека системите, односно животот треба да продолжи понатаму со мали ускратувања на задоволството. Така, останатите предлози од ваша страна кои беа? Значи беше
барање да не се фрла меѓу другите понатаму црна дамка врз угостителската индустрија, дека како единствен и главен причинител за зголемениот број на заболени се угостителите, затоа што поради неколку угостители кои што постојат и секогаш ќе постојат прекршувањето на мерки, беа етикетирани целокупната угостителска индустрија. Значи имаше уште 3 други дополнителни мерки што се наведени во соопштението, кои што се јавно достапни на сите. Ќе побарате ли обештетување од владата? Ќе побарате ли да бидете во некој пакет на мерки присутни и бидејќи како што забележав сметате дека сте обесправени? Да. Значи правилно ви е прашањето дали ќе побараме обештетување. Мора да расчистиме дека обештетување се бара тогаш кога нема да најдете можност за разговор за други начини и нема да успеете на ниден друг начин да се договорите и убедите дали тоа што ви следува треба да го добиете. Факт е дека ние побаравме денеска со владата да седнеме, да им предочиме дека е ургентно потребно да се донесе нов сет на мерки, исклучиво наменет за угостителската индустрија, селективен го викаме, на исти начин како што е селективна одлуката да бидат затворени угостителските објекти, со која финансиска помош ќе им овозможиме на угостителите и угостителските работници да во наредниот период опстанат и екзистираат со новите протоколи и мерки. Така, по меѓувреме ќе останете на тоа, ги почитувате сите досегашни донесени нови мерки, меѓутоа ќе значи ли ова колапс на угостителскиот бизнес? Не да значи, мислам, навистина е колапс. Прашањето е од петок кога ќе почне да се применува новата мерка, како што сега гледате, значи не е само утрински дека се празни локалите, значи во подневните и во вечерните часови ќе го затекнеме истото тоа што се случува. Ние ги веќе се нарековме угостители на духови, затоа што гостите заради таа негативна кампања се помалку ги посетуваат локалите и доведени се до работ на колапсот, односно веќе во момент на кома, кога не знаеме дали воопшто после ова ќе можеме да екзистираме или нема да екзистираме. Проблемот е што никој не зборува како и на кој начин ќе се покријат овие загуби, дали и на кој начин и кога ќе се врати угостителската индустрија повторно во функција, така да ако владата не реагира, не знам кои се новите извори кои што ќе може да им помогнат на угостителите да ги покријат загубите кои што ги генерираат во овој период. И пред крај само уште да ве прашам, имате ли никакви податоци колку работни места можно е, постои ризик дека ќе бидат изгубени како резултат на ваквите мерки? Ние напоменавме дека со новата рестриктивна мерка веќе не може да се задржат истиот број на вработени, односно дека ќе дојде до рационализација на трошици. Најверојатно на некои гостители ќе им предложат на работените да работат преку еден ден, или другите ќе им предложат да ги преполоват платите, затоа што до сегашното можеби 1,5 сменско со преклапање на работата од редовното двосменско ќе се сведи на една смена. Угостителите немаат моќ и сила финансиски да ги плаќаат сите вработени кои што ги задржала и најголемиот проблем е што со оваа нова мерка и покрај тоа што угостителите ќе прават напори да ги задржат вработените нема да имаат интерес да работат веќе во угостителскиот сектор. Треба да имаме во предвид дека и сите тие луѓе што работат во угостителскиот сектор се претежно млади, кои што покрај нормалната плата што ја земаат добиваат и доста така наречен типс или бакшиш во време на новогодишните празници, кои што овој пат ќе исчезне. Што значи не верувам дека некој кој што до вчера заработило 20 или 30 илјади денари само од плата и од додатоци, дека сега за 10, 12 или 14.500 ќе го задржи истото работно место, веројатно ќе бараат ново работно место, што ќе редуцира бројот на вработени во угостителскиот сектор. Господин Здравко, аз ви благодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Времето е навистина кратко, меѓутоа верувам дека ги напоминавме сите важни точки кои што вие денеска или утре или кој ден ќе се сретнате со владините представници, ќе имате можност нели таму да ги споменате и ќе бидеме во исчекување на некои подобри времиња кога повторно ќе има гужва по угостителските објекти. Да, ви благодарам на вашата покана и морам и на вашиот медиум и на сите останати медиум да им се заблагодарам дека само благодарение на вас успеавме да влеземе и да стигнеме до Комисија за заразни болести и верувам дека оваа средба што ќе направиме отворена со присуство на медиумите со владата ќе можеме многу од дилемите што фигурираат во изминатиот период јавно да ги расчистиме и на маса да ги дефинираме. Уште еднаш ви благодарам за учеството во програмата. Студио? Елизабета, благодарам, баш еден корисен разговор со представникот на угостителската комора, бидејќи јавноста е поделена, многумина мислат дека заправо голем дел од јавноста сметат дека кафеаните навистина треба да се ограничат со работата, а убаво е да се слушне какви се проблеми тоа ќе предизвика на другата страна. Благодарам, Елизавета, убаво изгледа кеот на Скопје, јас мислев дека е улица Македонија во прашање, ама можеби дури поубаво делува отколку улица Македонија